Предлогот на СДСМ да се стопира растот на функционерските плати, а да се задржи неверојатното покачување од безмалку 80% е крајно потценувачки. Граѓаните револтирани велат недозволиво е да има толку голема разлика помеѓу просечните плати и пензии и примањата на функционерите. И оправдувате ли огромната разлика помеѓу просечната плата и функционерската плата? Функционерите лопови. Што да ви кажем, народот нема пари, тие си качуват и уште лажат, нека нема да се покача. Ве молам, оставите ми само ова власт да се тргне веќе еднаш. Тоа е стварно прилично голема разлика и навистина треба да се направат некои корекции во таа смисла. Има доста револт меѓу народот. Револтирана сум, јас сум минимална пензија, со работно искуство придонесено во државава се, значи со минимална пензија до нивната плата, тоа е огромна разлика. Огромна, многу огромна. Јас имам 10.000 пензија. Па нормално е преголема разликата. Луѓето се толку револтирани, тоа е нешто невидено. Плачат некои, плачат, верувајте. Вице-премиерката Грковска се обидува да ги оправда законските измени, иако признава дека разликата помеѓу просечната плата и функционерската е некоректна. Сме убедени после сите консултации дека представува уставна рамка, дека нема да се доведеме во ситуација повторно уставниот суд доколку се донесе решението повторно да го укине, заради тоа што повторно ја кажам, сметам дека е некоректна толкава голема разлика без оглед на ингеренциите и одговорностите што ги имаме, имајќи ги предвид условите во кои што живееме. Дополнително јавноста зовре откако Османи неодамна јавно се пожали, оти ако еден месец не ја земе платата од 2000 евра. Ке морал да се задолжи за да го преживее месецот. Неговите поплаки се повод за шегување, па дури се ставаат и донаторски кутии во продавници за да му се помогне на министерот да преживее. Во меѓувреме синдикатите обелоденија дека покрај зголемените плати, функционерите во Македонија ќе добијат и регрес за годишен одмор од 3 години.